Државната награда Мито Јовановски за промоција, заштита и унапредување на човековите права поиде во рацете на тимот на уличното списание Лице в лице, кое што низ годиниве промовирајќи го моделот на социјално предприемништво, игра двојна улога, ги засилува ранливите категории на граѓани, но и ја подигнува јавната свест за прашања кои што не засегаат сите нас. Токму на оваа тема разговараме со извршната директорка на Паблик Климентина Илиевски во студиото 5 на Матава. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ке си дозволам да кажам дека сосема заслужено наградата отиде во рацете на тимот на Лице в лице, приказна која што започна 2012 година и која што сите не менува чекор по чекор. Многу ми е драго кога ќе го слушнам ова, кога ќе го слушнеме ова како тим, заради тоа што влогот што сме го давали и го даваме во Лице в лице во развојот на целата платформа, еве на ваков начин го добиваме како признание. И многу ми беше драго што од многу колеги, новинари, од јавноста генерално ги слушавме овие коментари, заслужена награда и тогаш наградата е уште подрага. Низ годиниве Лице в лице навистина, како што напоменавте и вие, одигрува двојна улога. Од една страна ги зајакнува тие кои што на некој начин најтешко се интегрираат во општеството и ги води кон пазарот на труд, зашто не е важно да влезат и да се задржат на пазарот на труд, меѓутоа претходно интензивно се работи на промена на нивниот мајндсет, а од друга страна отваравме теми, прашања и уште отвараме кои што можеби не добиле толкаво внимание во останатите медиуми. Меѓутоа, со текот на времето исто она што го забележувавме е дека сензационалистичкиот пристап кој што доминираше и сега е присутен, меѓутоа можда не на таков начин, почна да добива една поинаква форма. Вистина, како да почна и медиумите да ја преземаат таа едукативна функција и да влијаат на јавноста на еден поинаков начин. Зашто општеството го менуваме сите ние заеднички. А вие изминивте многу судбини, зборувам на позитивно низ годиниве, со 150 продавачи во моментов, се залагате за правата на загрозените групи, но и поединци и нивно интегрирање во општеството. Голем број на граѓани, благодарение на вас, добија втора шанса за убава животна приказна. Да, важно е да се дава секогаш шанса. Она што ние го забележуваме низ нашето работење е дека работите не можат да се поместат тогаш кога лицата влегле во идентитет на жртва, идентитет во кој што ниф им е нешто потребно од државата. Ако ги забележувате дури лицата кои што просат ќе ви се налутат ако не им дадете нешто, заради тоа што тие веруваат дека вие сте тие кои што треба да им ја дадете помошта, а тие се тие кои што во континуитет треба да бараат и да ја примаат таа помош. Излегувањето од тој идентитет е навистина макотрпна работа. И за да може да се види лицето во едно комплетно поинако светло, навистина е важно да се работи на нивните способности, на нивното однесување и од тука започнува се во развојот на лицата кои што се, преди тоа што фокусот ни е нас на вработувањето, Лице в лице навистина помага во тоа да бидат овие лица повидливи, меѓутоа не ни е доволно само тоа, туку ни е важно овие лица да започнат, како што кажавте и вие, еден комплетно поинаков начин на живот. И тука имаме многу фази, вистина се важни и семејствата од каде што доаѓаат тие лица, заради тоа што ние можеме да го менуваме поединецот, меѓутоа кога тој ќе се врати во своето семејство, и тука имаме притисоци кои што секако треба да ги имаме во предвид кога сакаме да направиме нешто поинаку за лицата кои што сакаме да ги извадиме од маргините. Влијаевте на измените на Законот за матична евиденција, што ве прави посебно горди и го споменавте и на доделувањето на наградата, иако напоменавте дека можеби дојде предоцна кога изгубивте еден продавач во болница без матичен број. Ова е таа тажна приказна. За жал кај нас многу често се случува да треба да ни се случат некои трагедии за да може да се освестиме дека треба да направиме одредени промени. Приказната за Валентин или за Мемет почнала многу години наназад, меѓутоа
за жал немало институционален одговор на она што било потребно, значи многу луѓе останаа фантоми, за среќа еве сега нели поради иницијативата која што ја задвижи лице в лице, а се придружија многу медиуми. Ова беше на некој начин заслуга на сите медиуми кои што направија притисок врз институциите и навистина се промени законот и лицата кои што се родени во Македонија веќе го добиваат својот матичен број. Приказната кај Мемет беше малку поспецифична, не можеше да се докаже место на живење, тој значи имаше матичен број, меѓутоа немаше лични документи. И лице кое што беше комплетно подготвено да излезе на отворениот пазар на труд, долго време мораше да остане како продавач на лице в лице, дури да се обезбедат тие потребни документи. Сега имаме и тука промени, што ни е многу драго, така да и личната карта може да се обезбедува со изјава на нотар, која што и процедура која што е многу поедноставна од она што претходно се бараше. Социјалното менторство е нешто на што изминатава година трошите многу енергија, но и нижете резултати ако споредиме со регионот и со нашите суседни држави. Состојбата на пазарот на трудот е жешка тема, но се движат ли работите од мртва точка и во однос на понудата и во однос на поварувачката? Состојбата е жешка и станува пожешка заради тоа што работодавачите навистина немаат работна сила и она кон што треба да се гледа е како лицата кои што подолго време кај нас се надвор од пазарот на труд или се вклучени на неформалниот пазар на труд и се приматели на социјална помош, како да ги активираме. Од друга страна, па ние имаме и сериозен број на лица кои што се неактивни, значи не се регистрирани на бирото за вработување. Сето тоа е маса на работна сила во која што треба да гледаме како потенцијална. Она што се случува во изминатиот период е работодавачите поради овој недостиг се ориентираат кон тоа да увезуваат работна сила. Значи, може би треба да бидат паралелни процеси. Не сметаме дека, окей, ако има недостаток, можда треба да се размислува и во оваа насока, меѓутоа, за да обезбедиме одржливост на ова општество, многу е важно да видиме како да ја активираме и оваа постоечка работна сила која што ни е надвор од пазарот на труд. Согласно ова, Министерството за труд и социјална политика ја започна иницијативата за промена на Законот за социјална заштита и се надевам дека со оваа промена сите оние приматели на социјална помош ќе бидат мотивирани заради тоа што немаат веднаш да ја губат социјалната помош откако ќе влезат на пазарот на труд, ќе влезат и ќе остануваат на пазарот на труд. Меѓутоа, од друга страна, навистина треба да биде подготвеноста на бизнисот, значи постои социјално менторство кое што ги поддржува лицата да влезат на пазарот на труд, меѓутоа ги подготвуваме и бизнисите како да создаваат инклузивна работна средина. И таа инклузивност не се однесува само на лицата кои што се потешко вработливи, туку генерално наградењето на една таква култура која што ќе овозможи и привлекување и задржување нови вработени. И морам да прашам, има ли позитивен импулс од двете страни? Вообичаено работодавачите го вперуваат прстот од другата страна, но забележуваме низ искуствата дека има сериозни недостатоци и во другава страна на приказната. Апсолутно, значи доколку не се работи со двете страни, не можеме да очекуваме резултати. Заради тоа развивме и програма за, ја викаме, за обука на професионални ментори. Тоа се ментори кои што ја овозможуваат професионална интеграција. Тоа се лица кои што се вработени во фирмите и кои што се лица во главном од средниот менеджмент. Тоа што го почнува социјалниот ментор, го продолжува професионалниот ментор, а на некој начин го поддржува менеджментот во компанијата. И на тој начин се создава една средина, една можност која што е корисна и за лицата кои што влегуваат во таа компанија и за самиот бизнис. 2023 ја завршувате на најубав можен начин со награда, беше продуктивна, на што го ставате фокусот нареднава 24? Следната година ќе ни биде многу фокусирана на развој на социјалното менторство во регионот. Веќе се обучува група ментори во Албанија. Од следната недела ја започнуваме подготовката и обуката во Косово. Во текот на годината ќе ги обучуваме и менторите од Босна, а понатака и од Србија. Така што целиот регион заедно со нашиот партнер ГИС веќе ги подготвува своите ментори за работна интеграција. Вие веќе знаете дека ние работиме според наша верификувана програма од страна на нашето Министерство за образование.
кај нас веќе е регистрирана професија ментор за работна интеграција. Другите земји во регионот го препознаваат ова и почнуваат да го вклучуваат во нивниот начин на функционирање, а верувам дека со тек на време и во нивните системи. Што значи ќе имаме уште многу поводи за следни средби во 2024. Верувам дека ќе имаме. Благодарам Климентина за гостување во Македонија наутро.